Здраво. Добар ден. Павле, кај? Кој го бара? Зоки. Драго ми е Зоки, јас сум татко му на Павле. Аха. Павле отиде за Словенија. Ајде, која тоа? Завчера го испратив на станица. Вика, тато, не можам више овдека да живеам оваа мизерија. Ја вика, отидов во Европа, идам за Словенија. Македонска мизерија, а? Не е македонска мизерија, човечка мизерија е твој Павле, бе. Зошто? Па, пред 3 месеци ми кукаше на работа, сте немале дома за леп да јадете. Ај се сожалив, му дав 300 евра, рече ќе ми ги врати со октомвриска плата. Недела дена го нема на работа и дојдов по своето ја. Не знам што да ти кажеш. Што да ми кажеш, папала маца? Него да си знаеш, твој Павле од кафана не излагал, частал све живо и диво. Не верувам. Ама ја касно сватив што проби свете твој Павле и затоа он избегал за Словенија, за да не ми ги врати парите. Не верувам. Мој Павле не идеше по кафаните, ама работа па ќе части некој. Ајде ти се молам. Не, некоја грешка си ти. Он тука више не можеше да ја најде смислата на животот. Вика, тато, не ми се свија во Македонија. Гледај, бе, нема живот овдека. Па уставни промени не се прават ова, она, и вика, идам за Словенија. Ти со некој друг Павле го имаш помешано, мој Павле. Слушај, да му кажеш на твој Павле да ми ги врати парите, иначе тебе ќе доаѓам секој ден да те шамарам. Разбра? Добро. Кој ќе го чујам, ќе му кажам. И ја ме звизна. Здраво. Добар ден, господја. Повелете, како може да ви помогнам? Кај е Павле? Павле во Словенија? Значи сакам да го видам Павле одма и сега. Не ми дига ни на телефон. Абе, во Словенија е Павле, завчера отиде. Тука беше многу разочаран госпожа. Вика, нема живот века за мене. Доста бе, леле бе, колку сум глупа бе. Гледа бе, колку сум глупа бе. Зошто? Па требаш да ми биде јасно бе. Како зошто? Значи пред 2 месеца дојде ме, молеше ме, колеше. Молим те, дај ми 500 евра, мајка ми е болна од рак на умирање. Тие пари ми требаат за да ја спасам. Ти за мој Павле збориш? Па за твој Павле Он за земал кој? од тебе 500 евра. Абе не се прави ти на Немогуче, бе. банами лоло бе. Ама чекај се да ти кажам, види, мојата жена пред 10 години станува едно сабаје и вика, не можам да ти го гледам више суратот, спакува коферите, си отиде. Викам, чекај бре жено бе, абе де ти бе Павле, нели? Чекај кај ќе одиш, си отиде госпожа. Бе, што ми е гајле бе за твојата жена, бе, што ми е гајле бе? Мене кој ќе ми ги врати бе тие 500 евра? Кој ќе ми ги врати? Не знам, ја немам пари. Да имам пари, ја би ти ги вратил. Последните пари му ги дадов за автобуска карта. Ми е гајле. Го однесов до станица и тоа беше. Мафтам, ајде, пријатно, и си отиде. Каков син, таков татко. Све преваранти бре. Не се преваранти, бе, господи. Да не го имаш ти помешано мој Павле со некој Абе друг со Павле? со кој ќе го помешам бе? Од кај се знаете вие со Павле? Се дружевме едно време. Ај мрш сега, мрш да не те гледам, не се смеј тука. Зелка. Павле, бе, ти кај си стигнал, таму си се задолжувал. А, бе, синко. Павле? Каде? Павле е во Словенија. Значи, не ади гомна, кажи кај е Павле, немој да го криеш. Не го кријам, бе, дечко, бе, стварно не го кријам. Завчера го однесов на автобуска станица, замина за Љубљана, си нашол работа. Многу беше разочаран мој Павле. Вика, нема живот бе тато за мене овдека во Македонија. Не ми се свиѓа, значи нема атмосфера во државата. И го испратив, пријатно. Значи, слушај ме, вака, се доведо едноставно. Тој син ти, Павле, мене ми е дужен 3000 евра. Јас сум крупје у казино. Прокоцка 3000 евра и ме замоли, значи ме молеше на колена, значи колената ми ги бацуваше, абе плачеше, кукаше, вика ќе ти ги вратам за 24 сата, молим те почекајме. Поминаа 24 сата, му вртам на телефон, не ми крева Павле, значи 3000 евра треба да ми се вратат, кажи кај е Павле, одма немој да го криеш. Бе, во Словенија, жими све најмило те кажа, жими Павле те кажам во Словенија. Ја го однесов на автобуска станица. Добро, тогаш ќе ми даеш адреса од Словенија и да идам таму джигеро да му го извадам. Па немам адрес. Леле бе, ти стар човек, а глуп човек бе. Не ми се верува колку си глуп. Бе, син ти е коцкар, син ти е олош, син ти е бараба бе. Еј, дали знаеш ти дека ја дознав за уште 5 луѓе од кои што има позајмено пари и никад им ги нема вратено. Ќе го најдеме бе, и ќе го бричиме на суво со џамче, така да му кажеш. Немој бе, синко, бе. Некој друг Павле е, бе. Мој Павле не е такво дете, бе. Абе, веруј ми, бе.
седнавме и ми вика, тато, нема живот овдека во Македонија, за мене мора да идам во Европа. Европа е мојот сон. Ти не си глуп, ти си најглуп на свет. Поздрави го Павле кој ќе го видиш. Леле, луѓе, што ме здеси? Сега да му вртам на Павле да видам кои се овие луѓе. Исклучен мој телефон. Леле, Павле, јебала те Европа, ќе ми ја кршат кичмата ради тебе. Абе, дете што ќе ти напри, не може друг да ти напри. Ненормален еден, се задолжил опet што ќе стигне, идиот е еден. Ја мислам ки иде во Словенија да работи, а он се крие таму. Мајмун еден. Иде уште некој.